Двојно поевтина струја за стопанството со активирање на сите домашни капацитети, јавните комунални претпријатија, образовните објекти и здравствените установи да се вратат на регулиран пазар. Лидерот на опозицијата гледаме дека државата полека но сигурно влегува во амбис да располагање сите наши контакти, да обезбедиме ресурс со кој што ќе произведеме електрична енергија, која што ќе биде најмалку двојно поевтина од таа која што е на референтната берза Купекс, и истата да ја користи стопанството, а се со цел да спасиме 100.000 работни места од губење во периодот кој што следи, а граѓаните кои што се корисници, но и институциите кои што се корисници на централното затоплување во градот Скопје да не добијат повисоки сметки за парно. Мицкоски до крајот на неделата ќе достави до собранието предлог измени на Законот за енергетика со кој ќе се побара сите јавни комунални претпријатија, училиштата и здравствените установи да се вратат на регулиран пазар, односно да плаќаат електрична енергија како домакинствата. Доколку не се случи ова, комуналните претпријатија ќе мора да ја зголема цената на комуналиите и водата, предупредува Мицкоски. Доколку продолжат вака да функционираат овие три групи на субјекти, тоа ќе значи дека сите оние претпријатија кои што вршат јавна дејност, без разлика дали е тоа комунална или водостопанска, кои што ќе ги декларираат своите трошоци пред регулаторната комисија за регулирање на цени на енергија и вода, по сила на правилникот ќе ги зголемат своите цени најмалку 2 до 3 пати, а тој шок ќе го почувствуваат индустријата и граѓаните. За првиот човек на Сојузот на стопански комори, Трајан Ангеловски, планот содржи конструктивни мерки кои би дале резултати. Според него не е важно дали план за справување со енергетска криза доаѓа од власт или опозиција, туку дека мора да се работи за спас на стопанството.